Благодарам на присуството на фамилијата на Васил Рингов. Благодарам на владиката господин Стефан, на председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски, на министрот за спорт на Република Македонија Борко Ристевски, на сите фудбалери од најмладите од нашата иднина до оние кои биле современици на Васил Рингов. Благодарам на колегите новинари, и активни и пензионирани. Благодарам на навивачките групи, на комитите Стара гарда и Актуелна гарда. Благодарам на женските фудбалерки и на сите други љубители на фудбалот. Ќе ве замолам да започнеме комеморативната седница со една минута молчање за гигантот на македонскиот фудбал. Слава му. Јас сум со Васил Рингов не само колегијално новинар, фудбалер поврзан, туку и на почетоците од неговото доаѓање во Скопје. Тогаш Вардар беше супер организиран и моќен фудбалски колектив во Југославија. На сите фудбалери им бева овозможувани најразлични придобивки. Тука има дел од тие кои се и осведочени, добива станови, дуќани, бараки, образование, кому графичко, кому оптичко. Васе Рингов тогашната управа го запиша на факултетот за географија, одделот за туризам, каде што бевме колеги. Може да се пофалам со тоа дека и јас сум играл навистина само 2 утакмици со Васе Рингов, ама мал фудбал, 6+1 на приматијади, природно-математички факултети од цела Југославија. И ќе истрчавме, ние трчаме нешто тамо. Васе Рингов ќе ги собере околу него тие сите. Дрибни, шутни гол, дрибни, шутни гол. И ќе не прашува тие ко вам е овај, еден абсолвент наш. Васе Рингов беше фудбалер кој, за жал, имаше повеќе примери во југословенско време, кој настрада од синдромот Скопје Македонија, а тоа е во тој синдром настрада Мето Спасовски, Драган Мутибарич, Петар Шулинчевски, Кирил Дојчиновски, додека беше играч на Вардар, па ако сакате и Дарко Панчев. А тоа беше синдромот дека репрезентацијата се правеше во Белград, во Загреб, во Сплит, подоцна во Сарајево, никогаш во Скопје. Игра Џајич, Шурјак, бранеа Пантелич, Шочкич, Чуркович. Меѓутоа, тоа не му попречи на Васе Рингов да стане легенда на македонскиот фудбал. И со нашата независна држава да стане еден од иконите на тој фудбал. Васе Рингов беше све, одличен фудбалер. Тука има сигурно неколкумина фудбалери кои својата кариера интернационална може да му ја заблагодарат само на него, бидејќи неговите центар шути, каде што погаѓа во трепавица, ги решија во позитивна насока судбините на многу наши интернационалци кои отидоа потоа и направија убави или дури блескави кариери. Меѓутоа, Васе Рингов, велам, не беше само колега мој, не беше само пријател, не беше само фудбалер, не беше само талент. Она што најмногу мислам дека од се беше е човек, карактер. Во вакви професии како што е фудбал,
во професиите кај доктори, инженери, професори. Многу е често присутен проблемот со големи суети. Јас сум подобар, тој е подобар, ја треба, тој треба. Васе Рингов немаше тако нешто. Васе Рингов е еден од ретките луѓе кај кој не остана, кој не излезе од фудбалот, нити беше во фудбалот, а да има непријатели, афери, кланови, подметнувања. Остана човек до крај и така се замина од овој свет. Нека му е вечна слава и хвала од мене. И во овој момент ќе замолам неколку мина да кажат по некоја реч за него. Тој беше играч и на Тетекс, па ќе замолам во име на фудбалски клуб Тетекс Цојле Урошевиќ да дојде и да каже некој зборовтик. Повелице. Почитувано семејство, драги пријатели, фудбалски работници и спортски работници, мислам една неубава работа, но редно е да се каже неколку збора за Васе. Па посебно имам некоја така, мене ми се погоди затоа што доаѓањето во Вардар од Тетекс, прво да, јас излегов за Тетекс да зборувам, но при доаѓањето 82 во Вардар Васе заминува во војска и 11-ката ми ја доделија мене. Замислете сега која е таа тежина на грбот да го носиш тој број. Нов во клубот, играч, најдобриот играч на Вардар, на Македонија и на Југославија, и сега ја да го носам неговиот дрес. Колку било тешко да го оправдам до вербата и мислам дека тоа успеав. Со Васе се познавам уште од 75-та, кога дојде во Тетекс. Јас бев дете, 15-16 години, но тренирав со првиот тим и многу научив од него. Васе беше на теренот, знаеме што беше виртуоз, играч кој можеше да го реши сам над преварот, играч од момент. Васе беше надвор од теренот човек, легенда од човек, господин од човек, другар. Знаеше да се нашали, знаеше да не насмее, знаеше да не собере, да направи атмосфера. Во Тетекс дојде, може уште не беше афирмиран, но таму стегна афирмација каде што премина во Вардар од Тетекс. Тетекс беше тогаш многу голем организиран клуб со многу финансиски подкрепа и мислам дека Васе од тука трна. Него и кај да играше, он ќе успееше. Не само да беше во Тетекс, он да беше и Победа, Пелистер, кај да е, Васе ќе беше Васе, ќе дојдеше неговиот момент, но сепак среќата на Тетово и на тетовци, на Тетекс, беше голема, што Васе токму во Тетово ги направи тие први големи чекори во фудбалот. Јас сум многу благодарен, мислам во Тетекс немам играно со него, но затоа во Вардар имам многу надпревари одиграно заедно. Многу научено од него. Васе пред се, Васе беше човек со големо срце, а за играч да не зборувам. Еден од најдобрите во таа бивша Ю, лево крило, и како што каже Миленко, играле, имало многу играчи. Не можеле сите да играат за орбентација, а местото му беше во орбентација, со неговите квалитети и со неговото играње во Вардар, каде што знаеше на потек, има и колку такмици има решено. Знаеме со Трепча, знаеме со Динамо Букуреш. Значи, најважните голови е тоа е величина на еден фудбалер. Значи, кога е најтешко, да ти да покажеш дека, а не да чекаат од другите. Затоа е Васе бил Васе. Сакам да му оддавам почит. Васе никогаш нема да може физички, веќе он не е со нас. Но умствено и психички, он секогаш ќе биде во нашите мисли, секогаш ќе го раскажуваме неговиот живот, неговите фудбалски моменти, неговите голови, неговите шали, неговите, што да кажем, значи се на се, еден прекрасен човек,
Имав контакти со него 4 дена пред да почине, разговаравме на видео повик. Сакав да разговарам со постарите и со Кочо Димитровски и со Васе Рингов, онака да ги испоштувам и да се чувам, да се слушнам со нив почесто. И тогаш ми изгледаше насмеан, ама он бил насмеан и така беше, и така си отиде. Значи, не осетив ништо, нека му е лесна земја, ќе го паметиме со добро и вечно ќе живее во нас. Благодарам. Сега ќе го замолам поранешниот фудбалер на Вардар, тренер и поранешниот селектор Ѓорѓе Јовановски да каже збор два во името на фудбалскиот клуб Вардар и неговите современици. Почитувани, модно да ви кажам, кога ми кажат дека ќе бидам еден од говорниците на во помене нашиот пријател, другар Васе Рингов, не знаев какви зборови да одберам и не знам какви случки и кои настани да ги еволираме заедно овде со вас во неговиот помен. Васе Рингов беше човек кој имаше свој достоинство. Васе Рингов беше човек кој имаше свој интегритет. Посебно тој интегритет треба да се нагласи во денешно време, затоа што е многу, многу тешко да си го задржиш она оригиналност. Ние како фудбалери, кога ни дојде Васе Рингов во нашата средина, на најпријателски и најотворен начин го примивме. Верувајте, тој негов интегритет, а негова оригиналност може само да се искаже исто така и со неговиот струмички акцент. Тој едноставно се беше оригинален, ние на некој начин скоро сите фудбалери тоа го прифативме, дури мислам дека во комуникацијата со нас секогаш и некогаш и ние на еден струмички начин зборувавме. Кои настани да се еволюираат? Бев многу во голема дилема, затоа што секој дружење со него, секој настан со него, секој тренинг, секој надпревар, секој патување, секој одење у карантин, можеше најмалку едно 5-6 анекдоти да се раскажат. Сигурен сум во тоа дека, иако физички тој е одеден од нас, неговиот дух на градскиот стадион секогаш ќе лебди. Ќе лебди на таа јужна трибина, а понатаму ќе кажам зашто баш на таа јужна трибина. Васе Рингов сигурно не може да заборавиме неговите дриблинзи, неговите центар шути, што ние како тренери викаме имаат очи. Лесно им беа на напаѓачите, кој ќе буквално кој ќе те погоди во трепавица. Не можеме да го заборавиме, сигурно овде има постарите исто така пријатели на фудбалот, тој гол што он го постигна 1979 со Трепче. Пазите, 46 години, по скоро пола век. Антологиски гол кој Вардар го внесе, со тој него го внесе во првата лига. Антологиски го кажувам затоа што тој, мислам дека тоа му беше единствен гол постигнат со глава. Тој може да и сакаше да избегне да удри топката со глава, ета така случајно, судбина го постигне тој гол. Ја мислам дека тој во животот нема дадено гол со глава. Не може никогаш да заборавиме. Да ги заборавиме неговите дриблинзи, неговите пасови, посебно таа негова антологиска диагонала. Исто така, не можам јас лично да заборавам, сигурно и нашите соиграчи овде, тие тренинзи што ги правевме кога доаѓавме по еден час пред тренинг, тие, да не кажам, легендарни шеви, каде скоро еден час играње, ние веќе пола тренинг го завршиме. Не можам никогаш да заборавам. Буквално, кога ќе излезевме, кога требаше да излеземе на стадион, пред надпреварот, Васе ќе отидеше до нашиот капитен Кочо Димитровски и ќе го замолеше: Кочо, молим те, одбери оваа јужна трибина. Ние знаеме зашто ја бира јужна трибина, зашто таму имаше сенка. Од на таа сенка најдобро се сноѓаше и ние малку за фраканци му викам, што ја викам, на сонце, значи имаш алергија од сонцето. Таков е како што е, ние го прифативме, затоа што знаевме дека со еден потез тој ќе реши утакмица. Никогаш нема да заборавам. Кога имавме тренинзи, после таа шева, легендарна шева што игравме, почнуваше тренингот. Васе кој ќе беше заморен, кој ќе лупнеше топка на наму преку гол, преку ограда, во кампинг,
И нормално, после 10-15 минути доаѓаше кога ќе се одмораш. Што преме? Таков си е, таков беше и оригинален и тако ние сите, наши соиграчи го на некој начин така и го прифативме. Нема да заборавам. Исто така Паскал кога ќе ни се јавеше дека има премија, дека има плата, после зимањето на тие парични средства преку Вардар, клубот знаете беше на Кеот, преку Вардар и одевме во ресторанот, ново отворениот ресторан Бисер, ќе се собереме скоро сите фудбалери тамо и си порачувавме, така седенки си правевме, сме земале плата премија и ќе дојдеше келнерот да порача што ќе пиете, што ќе јадете. Се порачувавме, Васе вика ти што ќе порачаш? Вика ја ќе земам аперитив. Добро, вика, каже каков аперитив? 2 кутии цигари, вика. Така да, таа негова, се тоа што го кажувам, сакам на некој начин да го запаметиме по тие добри работи. Како да заборавам, после секој надпревар, ние фудбалерите, кога се стуширавме, идевме у кампинг, буквално таму ќе се собереме скоро сите фудбалери, си анализиравме утакмицата кој како игра, дали можело подобро и полошо и така натаму. И кога некој од нашите соиграчи ќе го прашаше, Васе, добро, можеше малку повеќе да потрчеш, да се ангажираш. И он еден флегматичен начин, онака лежена кога што си го знаевме, слушај, вика, јас да може да трчаме да играм, немаше да дојам у Вардар, ќе остане у Партизан, вика. Оваков, како што е, јас што кажувам, денеска истото го мислам, таа негова оригиналност, таа негова, да не кажам на некој начин, интегритет што он си го градеше, по толку години дружење, ниеднаш не го видов да го повиши гласот на некој наш фудбалер соиграч, ниеднаш го немам, буквално да не кажам, видено да некого навреди, таа негова смиреност, таа негова толерантност, што имаше, неговата толеранција имаше неограничени, што се вели, можности. Тој негово достоинство, тој негов интегритет, што го имаше, јас овде отворено кажувам, тоа е неговата порака до сите нас. Би кажал неколку збора за неговото семејство. Виле, не треба секогаш да бидеш горда што имаше сопруг како Васе Ринков. Дино и Марио исто така да бидете горди што имавте таков татко. И некогаш кога ќе отидете у Струмица, не е лошо да прозборите струмички, затоа што таа беше неговата оригиналност и неговиот интегритет. Васе, нека ти лес на земјата, Господ нека ти опрости. Амин. Овдека со нас е и неговата фамилија. Пред да замолам еден член од фамилијата да ви се обрати, сакам да ви кажам дека фудбалски клуб Вардар ќе направи 2 работи. Едната е апсолутно зависи од нас, другата ќе биде замолница. Ќе поднесеме иницијатива до Македонскиот олимписки комитет, Министерството за спорт, ПУИК и Фудбалската федерација на Македонија. Ако ништо, ако не цела, барем дел од трибината, таа јужна, кај што седеше под сенка, а сепак беше најдобар, да го добие неговото име. Второ што ќе направиме е фудбалски клуб Вардар го повлекува дресот со број 11 и дресот со број 11 нема да биде доделен на ниеден фудбалер. Од сега натаму и мислам дека Васе тоа го заслужува. Сега малку моменти, инаку овдека имаме Васил Рингов, ама тој е тука најмладиот и да се надеваме дека како дедо му ќе проба да направи убава кариера. Повелете ли? Почитувани присутни, ви благодарам што ве гледам тука во име на татко ми во толку голем број. Емотивен момент, но сепак чест е да се обележи. Сакам да се заблагодарам на клубот Вардар, на исклучителната
почит и на сите вас присутни, голем дел од вас ве познавам скоро целиот мој живот. Не би сакал да зборувам за спортските резултати, но сакам само уште еднаш да потврдам дека Васе беше исклучителен човек со голема душа и со голема љубов кон вас. Ви благодарам на присуството, можете да изразите сочувство на фамилијата овдека, а ние таа слика ќе ја подариме на фамилијата за да си имаат вечно за спомен. Дресот број 11.